ден, почитувани гледачи. Ова е емисијата 417 поред на македонско издание, која ве информира за најновите информации од македонската комуна во Торонто и која ве забавува со нашата македонска музика. Македонско издание, како што веќе знаете, се емитува на нашиот сајт www.macedonianedition.tv, каде што емисијава можете да ја гледате во вашето слободно време. После цели 20 години емитување на Роџерс телевизија, македонско издание продолжува да ја представува македонската комуна од Торонто на нашиот вебсайт со професионално обработени содржини, прилози, кои, како што ни видите вие, секогаш го задржуваат вашето внимание. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на оваа ваша програма и денеска, сабота, 25 јуни 2019 година, сакам да ви се заблагодарам што одвоивте време да бидете заедно со нас во наредните минути. Емисијата Македонско издание од своето прво емитување на 4 октомври 1998 година имаше и се уште има за цел да ги покрива настаните во нашата комуна во Онтарио, кои ја промовираат македонската култура и традиција. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. Почитувани гледачи, имаме чест да разговараме овде во Торонто со Дамјан Мамчевски, кој што е министер за информации и административни дејности во нашата земја, а овде во улога на подпредседател на СДСМ. Прво, добро дојдовте овде во Торонто. Добре, најдов и навистина е ова за нас една историска посета на нашите партиски простори во Торонто, така што е една убава шанса со нас да се видиме со нашите членови. Ова е една од првите можности некој од владата на нашата земја да дојде и да ја посети нашата комуна овде во диаспората во Северна Америка. Вашата цел е да присуствувате во Отава на една конференција. Кажете ни нешто повеќе во врска со тоа. Присуствувам на глобалниот самит на OGP, значи отвореното владино партнерство, која што е глобална иницијатива предложена од поранешниот американски претседател Барак Обама, во која што сите влади, но и представници на невладиниот сектор на една заедничка платформа ги наоѓаат начините за нивна соработка. И особено тука е важно во делот на транспарентноста, во делот на презентирање слободен пристап на информации до граѓаните, до невладините организации и до медиумите, каде што особено нашата држава во последниот период забележува огромен напредок. Ние како влада во декември месец минатата година го пуштивме во употреба новиот портал за отворени податоци, Data.gov.mk, каде што на еден аналитичен начин институциите објавуваат податочни сетови кои што пред се интересни за граѓаните, за оние кои што обработуваат податоци за новинарите. Значи се работи за веќе објавени околу 200 податочни сетови од различни институции. Ова се големи податоци, big data податоци, кои што се доста подложни за анализи, но и можат да се развијат од нив сосема нови бизниси, сосема нови апликативни решенија. Така што ние како земја веќе станавме доста и лидер во овој дел и нашето присуство на самитот во Отава ќе биде доста забележителен. Покрај мене присутна ќе и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и ќе имаме презентација на оно што е до сега направено. Со оглед дека сте и министер за информации, многу е битно за нас овде во диаспората да ги добиваме првичните информации и вистинските информации што се случуваат во нашата земја и кои се целите на владата да ги анимира членовите на диаспората овде во Канада што повеќе и што поскоро и да со првични информации да се знае како нашата земја чекори кон патот кон Европа. Значи, кои се конкретни цели да се анимира диаспората од овде? Повеќе и разговаравме и кај нас за менување на начинот на кој што пред се националниот радиодифузер работи, македонската радиотелевизија,
и повторно воспоставување на еден вид на дописници од поголемите центри, каде што или ние како држава имаме веќе комуникација и конекција, Брисел, Вашингтон и така, но имаме наша заедница. И од тој аспект сметам дека навистина државниот радиодифузер, државата треба да се организира и во тој дел да интервенира. Тоа е делот кој што потваѓа под моето портфолио. Веќе во Северна Македонија се одвива процес на реформа на Македонска радиотелевизија и на Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. Сметам дека за отприлика 2 месеци од сега ќе имаме ново и професионално раководство на телевизијата, кое што ќе ги реши и проблемите од делот на уредувачката политика, каде што согласно последниот извештај на Рапортери без граници имаме се уште проблем и влијание пред се на најголемата опозицијска партија, но од друг аспект и сериозните финансиски проблеми со кои што се соочува телевизијата. Обезбедивме стабилно финансирање на Македонската радиотелевизија. Тоа веќе е така. Тие добиваат пари од буџетот, директно не зависат од претплата и од давачките на граѓаните, туку добиваат пари од буџетот и можат на многу по-предвидлив начин да се организираат. Нас ни е навистина важно да нашите луѓе овде добиваат информации за тоа што се случува во државата, не само за да се добијат информации, туку навистина сметаме дека може да се најде една заедничка корист. Например, инвестициите кои што владата ги прави преку Фондот за иновации и технолошки развој овозможуваат да нови компании, стартапи развиваат нови производи и решенија, апликативни решенија, конкретни работи, без при тоа да имаат било каков ризик младите луѓе од кај нас кои што вложуваат во овие производи. Каде е тука интересот што може да го најде диаспората? Па тие се веќе тука, имаат постоечки бизниси или работат во компании кои што се етаблирани, знаат која е поборувачката на пазарот и слободно може да ги искористат производите, апликациите на овие наши нови компании во Северна Македонија и овде да најдат соодветна примена. Каде е бенефитот нивни, дека нема да инвестираат во развојот на тие решенија. Државата тоа ќе го прави за нив. Меѓутоа треба да бидат информирани, што не се. Токму тоа е една од причините што и тука ќе разговараме со представниците на нашата диаспора за организација на еден вид на представување од страна на државата пред нашата заедница овде на сите овие можности. Значи не е само ово, е само еден пример каде што може да се соработува. Постојат и разни други начини. Поддршката што се дава за мали и средни претпријатија, директна финансиска помош. А она што се дава за инвестирање на странски инвеститори, но веќе на домашни, истите услови веќе кај нас важат како што за странски инвестиции, бенефициите важат и за домашни компании. Така што значително големи средства на финансиски средства се вложуваат во поддршка на мали и средни претпријатија, што особено мислам дека на нашите селеници може да им најде една заедничка нишка корист и како да спречиме уште луѓе да доаѓаат, тоа е целта сепак да ја намалиме емиграцијата, но и како тие што се веќе тука да најдат заеднички интерес со луѓето што се кај нас. Државата да треба да се организира и веќе најавувам дека конкретно на овие теми ќе организираме една делегација која што ќе дојде тука и во Торонто, ќе прошета и во другите места, да ги презентира овие можности. Сепак, во ова време информациите се наоѓаат и лесно. Сите оние што се заинтересирани за ова конкретно, слободно можат да ја проверат веб страната на Фондот за иновации и технолошки развој, fitar.mk, каде што може да добијат конкретни информации за сите овие можности. Ви благодарам многу и со нетрпение ја очекуваме вашата следна делегација која што ќе дојде и ќе ги презентира сите овие можности. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. А сега да продолжиме со една музичка номера.
Svetlost na moje sanki nema što me sleda i ne misli na ništa dobro moje koga sve to dobro nosi samo takav zabrigi na noćva zvucima od nebo prateni za tebe od mene ne plači ne plači ne želi me ja si zarov sve Poštovani gledači, imаме čest да разговаряме со госпогата Мила Царовска, која што е министер на Министерството за труд и социјална политика во нашата земја. Овде дојдена во Канада за прв пат, предпоставувам. Не, апсолутно тука почесто сум доаѓала во текот на мојот живот заради тоа што моето семејство е исто така тука. Татко ми, сестра ми, брат ми, сите се тие тука. Добро дојдовте по кој знае кој пат. И драго ни е што ете некој што овде има своја фамилија, ете е на позиција во нашата влада и може да ги слушне нашите повици за помош и за информации кои што ни се неопходни овде. Првенствено вашата посета на Канада беше да присуствувате на конференција во Отава. Кажете ни кои се вашите впечатоци? Знаеме дека конференцијата беше исто така посетена и од нашиот министер Дамјан Манчевски. Меѓутоа, он сугерираше повеќе информации ќе ни дадете вие, затоа што ќе се вративте за Торонто, како што и се вративте. Значи, целта на таа конференција и зашто беше важно нашето присуство како држава таму? Многу е важно што владата на Република Македонија е дел од владите кои што се отворени или open government partnership, кои што кажува дека владите кои што се транспарентни, кои што ги споделуваат податоците со граѓаните и со јавноста, тие точно може да се измери што работат и како работат, не ги залажуваат и не ги манипулираат граѓаните. И нашата влада е дел од тоа и сите ние сме горди на истото. Но исто така Македонија преку моето министерство работи на пристап до правда за ранливите групи на граѓани и токму преку програмата за интеграција на роми во нашата држава и оваа програма за пристап до правда ние обезбедуваме да преку центрите за социјална работа на ранливите групи на роми им дадеме поддршка преку нивната заедница или нивната заедница е вработена во центрите и со тоа им дава точна, навремена и културно, да речеме, адаптирана информација за да тие стигнат до правдата или до правата кои што по закон им следуваат. Кај нас често се размислува дека пристап до правда е одговорно само на судот или само на Министерство за правда. Не, пристапот до здравство, пристапот до образование, пристапот до социјални услуги, пристапот до транспорт, сето тоа е правда за одредени граѓани кои што тешко стигнуваат до сите овие работи кои што ги кажав. И сме срекни што нашата влада
Прво е како добар пример прикажана на оваа конференција која што беше во Отава, која што ја отвори премиерот на Канада. Ме радува што ете и го видовме таму, но во секој случај е дополнително важно и за нашите граѓани кои што во нашата држава многу тешко стигнувале до овие услуги, да сега ние како влада им ги обезбедиме, да ги отвориме вратите на институциите, затоа што убаво да речете вие институциите се отворени за сите. Ако не ги адаптирате на потребите на оние ранливи граѓани, тие тешко пристапуваат до нив. Е токму тоа како влада сега го правиме. И секако тоа е многу и би сакале да знаеме во рамките на вашето министерство, реформите кои што се сега донесени, кои се тие новини што иселениците би требало да ги знаат? Оваа реформа беше клучна за оние граѓани кои што живеат во сиромаштија во нашата држава и конечно парламентот ги изгласа трите клучни закони, а тоа е дека социјалната парична помош се покачува за 300% или едно 4 члено домакинство, ако до вчера земаше 3000 денари, денеска ќе зема 10.700. Дополнително за прв пат се воведуваат детскиот и образовниот додаток или како држава покажуваме знаење и посветеност кон децата. Зошто? Затоа што тие се потенцијалот на нашата држава. Тие се идната економија на нашата држава. И ако ние не инвестираме во нив, ако се уште постигнуваме на PISA резултати какви што постигнуваме, тогаш ништо не сме направиле за нашата држава. А вака со стимулација за образование и стимулација за децата и го зголемуваме бројот на деца, но исто така вложуваме и во нивното континуирано образование. И последниот закон се однесува на државна социјална пензија. Или сите знаеме дека во транзицијата многу возрасни луѓе работеа, но не се плаќани придонеси. Едноставно ги изеде тој еден период на нашата држава каде што луѓето останаа без пензија. И сега со тоа ние компензираме и велиме сите луѓе над 65 години кои што живееле 15 години на територија на Македонија ќе добијат 6000 денари и ќе бидат мирни во староста или ќе имаат за лепче и со лепче. И тоа е голема работа ако сакаме да се прикажеме себе како социјална држава. И со овој пакет воведуваме нов стандард во социјалната заштита. Веќе нема да кажеме да даваме милостина, туку се дава соодветна сума на пари, но важно е овие кои што примаат адекватен приход или социјалната помош е висока, но ние пробуваме да ги вклучиме на пазар на труд. Ги преквалификуваме, ги доквалификуваме и велиме од сиромаштија не се излегува со пари што ти ги дава државата, туку од сиромаштија се излегува со работа и со активирање на пазар на труд и со тоа правиме една нова генерација на приматели на социјална помош кои што ќе ги вклучиме во економијата и ќе придонесат за развој на општеството. Спомнавте 15 години. Дали е тоа континуиран период на живење во Македонија или е вкупно? Вкупен период, во последните 15 години да имаат 15 години живење. И секако пензиите, признавањето на нашите пензии, социјалата овде во Канада е горливо прашање уште од 20 години. На кој начин се обидувате да сепак го решите ова во позитивна смисла на нас иселениците овде? Сметам дека социјалните договори со другите држави се навистина добра работа, затоа што признавањето на здравственото и социјалното осигурување е клучно за луѓето што работеле кај нас па дошле тука и обратно. Со земите во регионот е подпишан социјален договор со сите. Сега сме во постапка со подпишување на договори со европските земји, но исто така се обидуваме да разговараме и со канадската страна, да кажеме, за да може да добиеме можност да преговараме за социјален договор. Не можам да кажам кога би се случило тоа, но секако е во интерес на граѓаните, ние ќе направиме максимум да тоа се случи во догледно време. Знаете дека во парламентот во Канада е формирана група за поддршка на Македонија или пријатели на Македонија во канадскиот парламент и тоа ми дава за право да кажам дека можеби попозитивно ќе се гледа на нашата држава, дополнително веќе станавме и светски познати со тоа што направивме исчекор во средување на односите со соседите, што посебно се цени во дипломатијата и се цени во политиката. Дополнително пристапувањето кон НАТО и кон ЕУ ќе значи подобар стандард на нашата држава. Тоа ќе значи дека нашата држава е правно регулирана, дека има одредени стандарди кои што се почитуваат и со тоа ќе не препознаат и вака развиените големи земји како партнер за социјален договор. Секако во рамките на вашето министерство е и надлежноста за старските домови и социјалната грижа на луѓе кои што се во години, изнемоштени лица. Докаде е сето тоа и кои се понатаму плановите? Видете, таму си се развиваат старските домови, во најголем дел се приватни, но ние имаме можност, сега се прави
како да кажем, проценка со која што се утврдува дали државата за оние што се најсиромашни граѓани може да откупи места по утврдени цени кои што државата ќе ги плаќа за да може старите луѓе да се сместат во тие легла, за да не мора да гради свои старски домови кога веќе се изградени, може да се потпишат таков тип на управни договори со други приватни институции и тоа ќе биде одлично. Но исто така сакам да ги повикам и тука што се жители македонци кои што се жители во Канада, дека апсолутно треба да ги користат условите кои што и предностите што ги користат старските домови во Македонија, затоа што тие тука имаат примања што се повеќе од доволни за Македонија, а таму условите се совршени, можам да кажам. Посебно во оние кои што се стандардизирани и квалитетни. За прв пат се отвори еден центар за деменција сега. Имаме квалитетни приватни старски домови кои што се како хотели со 24 часовна медицинска грижа. И сето тоа е поволност која што овде нашите граѓани не може да си ја платат. Јас сум сигурна, а таму за многу поевтини цени ќе го добиваат. Треба да си обезбедат само македонска документација, пасош и така натаму, а тоа може да го направат преку конзулатот и да директно си дојдат. Јас еве немам никаков проблем и да ви ги испратиме информациите за сите старски домови што постојат, па да ја споделите со граѓаните и тие да се бираат. Ви благодарам многу. Тоа ќе биде наистина од голем бенефит за сите нас овде и за нашите гледачи секако. И би сакала да ви се заблагодарам за ова кратко интервју и да ви пожелам на вас, на вашето министерство и на целата влада голем успех и понатаму. Благодарам многу за можноста да бидам во овој прилог и во оваа емисија и посакувам успех заеднички да имаме. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416 755 9231. Почитувани гледачи, разговараме со Златка Чоков во канадското македонско место. Овде главната особа, менаџерот на овој дом толку многу години. Прославуваме денес 40 години од постоењето на овој објект. Кажете ни прво како се чувствувате? Многу весела. Весела, радосна, 40 години славиме. Имавме убав ден, ручек дадовме на сите станари овдека, сега имаме 109 апартмени, сите апартмени се полни и имаме листа на чекање од околу 30 души кои чекаат да дојдат. Значи, животот овдека е прекрасен, се дружат сите, се еден со друг се гледаат, се слушаат, се помагаат и така да во почетокот беше од 65 години возраст нагоре, сега е тоа намалена возраста од 55 години возраст, луѓето може да дојдат да живеат во домот и така да со помладите се многу поактивни и се дружат и често касно остануваат и така. Ова е многу убава прилика за сите македонци кои што сакаат да бидат во такво друштво со своји колеги кои што го зборуваат јазикот, овде да бидат сместени откако ќе се пензионираат. Имате овде секако и од другите народности. Имаме точно. Во почетокот беа многу помал број македонци. Процентот сигурно беше 30% и имавме многу празни апартмани. Меѓутоа сега процентот е околу 80 и повеќе проценти македонци, другите се имаме значи од други етнички групи кои доаѓаат, кои ја почитуваат македонската нација и се комотни и сакаат да живеат со нас и да се дружат со нас.
Зборуваме за еднособни и двособни станови. Не, само имаме еднособни станови. Овдека се 109 еднособни станови со цела кујна, спална, дневна со трпезарија, балкон или патио, така да се излезат пред дворот. Сега, што е ново во самиот овде дом во однос на кујната? Кујната, затоа што, како што реков, сега се многу помлади луѓе доаѓаат тука и се многу поактивни, некои се уште работат. Кујната е затворена и не работи, затоа што бевме бројките на тие што беа на meal plan, значи беше намален, 10 луѓе остана, така да не беше ефикасно за да може да се работи, да имаме одржување на кујната. И сега тие што се неколку си готват, зашто имаме во апартмените има цела кујна, можат да си готват сами. Да речам, да се вратам назад 50 години, ова беше визија на господинот Џан и госпоѓата Доца Битови, да, кој почна и на 17 јули 1979 се оствари визијата, значи се отвори домот и ги прими своите први станари овдека и до сега. Кога имавме постари, average age сега е значи 72-3 години. Имаме една рака луѓе што се малце повозрасни во нивните 90 години, 9-та декада од животот, а повеќето се помлади, да речем од 55 до кај 65 години. Канадското македонско место исто така е дом и на еден многу значаен музеј, исто така и историското друштво овде има своји простори. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Со години историското друштво е дел од домот, лоцирани овдека во домот и тие работат неуморно, собираат книги, собираат носи, собираат македонски артефакти кои ги собираат во друштвото, долу во просториите. Гранка од нив ја имаат и фестивал за филм фестивалот, така да тие се од историското друштво, иначе се овдека со нас. Во почетокот кога почна имаше некои од директорите на историското беа исто на бордот наш директори. Меѓутоа сега не се, само работиме заедно сите. Дел кога имаме ние нешто помагаме, кога имаат тие, ние помагаме, они помагат и така соработуваме. Значи можеме слободно да кажеме дека ова е навистина место каде што се случуваат сите значајни работи за нашата македонска комуна овде во Торонто, без разлика дали се луѓето станари на домот или дали се дел од некои активности кои што се случуваат во комуната. Златка, многу ви благодарам за ова интервју и уште најмалку 40 години. Понатаму. Благодарам. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. И во денешнава емисија имаме неколку информации за професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови. Побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. Читайте македонски вести со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се кај мене на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. За грижлива нега на вашата коса и незино професионално стилирање, побарете Елизабета на 647-281-5501. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на македонско издание. До нашето следно видување ви благодарам за вашето внимание, пријатно и довидување.